Поздрав! Ги поздравувам сите љубители на астрологијата и секако сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша преубава планета Земја. Добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Ајде да се дружиме заедно. Денеска ќе зборувам за полната месечина, која што е последна во оваа 2024 година. Значи на 15.12. имаме една полна месечина во знакот Близнаци и тоа точно во 10 часот и 1 минута. Која е таа енергија и што можеме да очекуваме со оваа полна месечина на 15.12? Значи, вие сите во вашата натална карта треба да откриете каде се наоѓа знакот Близнаци, во која куќа и секако каде се наоѓа знакот Стрелец. Во природниот хороскоп, оваа оса или оваа релација измеѓу Близнаците и Стрелецот ја представуваат третата и деветата куќа. Владарот на знакот Близнаци е Меркур. И не само на Близнаците, секако и на Девицата. Меркур, планетата Меркур е символика на комуникацијата, на начинот на кој што ние размислуваме. Што можеме да видиме дека Меркур се наоѓа сега во знакот Стрелец, а владарот на знакот Стрелец е Јупитер и се наоѓа спротивно, што значи во знакот Близнаци, кој што е ретрограден. Меѓутоа, на овој ден, на 15.12. Меркур го завршува својот ретрограден пат и е актуално тогаш стационарен, што значи Меркур стои, он не се движи. Значи Меркур, планетата Меркур, кога една планета е стационарна, она стои. Која е таа енергија кога една планета е стационарна? Значи, таа планета не се движи, значи размислува што и како, што треба нешто да сега да се направи. На кој начин треба сега ја да размислам, што треба да превземам. Значи, таа е таа енергија на стационарна, некоја стационарна планета, во овој случај Меркур, кој што е стационарен на 15.12. Како настанува една полна месечина? Како што можете да видите, еве исто така во оваа натална карта можеме добро да видиме, тоа е една опозиција меѓу Сонцето и месечината, значи кога се стојат спротивно меѓу себе си имаме една полна месечина. Полната месечина, значи месечината е символика на нашите емоции. Сега, кога е една полна месечина, месечината можеме да ја видиме во небото. Значи, она се гледа, затоа што Сонцето неа ја осветлува. Символиката во астрологијата на месечината се нашите емоции. Кога имаме секогаш една полна месечина, значи ние доживуваме еден максимум на нашите емоции. Значи сме доста, во некој случај можеби нервозни. Значи секогаш на една полна месечина можете да приметите многумина луѓе се нервозни, затоа што емоциите се тука најјаки. И што сега ни ја представува месечината во знакот Близнаци? Која е таа енергија на месечината во знакот Близнаци? Парадознала енергија. Значи, сите они од вас можеби што имаат месечината во знакот Близнаци во вашата натална карта. Значи, вие сте радознали, сакате многу информации, за вас се битни информациите, да собирате информации од секаде, од насекаде. Сега, затоа што Јупитер исто така сега во вашиот знак, во знакот Близнаци,
Znači, može da se sluči da dobivate mnogo informacije, da slušate da li od televizija ili od internet, sve gde ima se sluša nešto mnogo informacije ima. Znači, preterani informacije. Što znači to da li je to nešto dobro. Ajde da vidimo ponatamo što se slučilo. Znači, ova polna mesečina, što je bitno da se zna, je zato što imamo jedan emotiven predizvik. Što znači to Сонцето и месечината прават не се служуваат добро, подобро речено, со планетата Нептун во знакот Риба. Значи, ние тоа во астрологијата го нарекуваме една квадратура. Значи, тука имаме исто така една фигура, која што се нарекува Т квадрат. Кога имаме една опозиција, значи, ако ги пратиме овие црвените линии, и две квадратури, значи еднаш од Сонцето и од месечината прават еден неповолен аспект со Нептун. Што може тоа да значи? Нептун е илузијата. Нептун ги представува нашите желби. Нептун, значи со Нептун нешто не можеме да видиме, нешто е невидливо. Можеме да доста добро, ако имаме ваква, значи квадратура во нашата натална карта, значи ние сме родени со оваа енергија. Може би доста често сте доживувале некоја ситуација на емотивен, речам, не неспоразум, него нешто магловито, на некоја лага, да сте доживувале доста многу емотивни болки. Сега, када се вратиме назад за, како што рекав, на овој Т квадрат, како што реков, емотивни предизвици стојат пред нас, што значи тоа е една глобална слика. Да? Битно е кај вас, во вашата натална карта, да откриете во која куќа, на кое поле се наоѓа оваа полна месечина, значи каде стои знакот Близнаци, во која куќа, и исто така каде се наоѓа Сонцето, значи знакот Стрелец во овој случај, во вашата натална карта, во која куќа. Јас ова што го зборувам е една глобална слика, што може нас сите да не очекува. Поред тоа да не го мешате, затоа што има многумина што они тоа буквално за себе си лично го прифаќаат. Тоа не е така. Затоа што ние даваме астролозите една глобална информација. Затоа што има многу информации на YouTube, во телевизија, на вести или било каде се слушаат многу информации. Да знаете дека ова е една глобална слика. Сите нас на оваа планета не очекува тоа. А каде лично кај вас се наоѓа, значи затоа тоа можете да дознаете ако консултирате некој астролог или бе може би самите знаете каде се наоѓа знакот Близнаци и Стрелец во вашата натална карта. Како што реков, во овој момент имаме еден предизвик, емотивен набој, предизвик, каде што можеме да се чувствуваме доста неповолно. Сега, како што реков, Меркур е владар на знакот Близнаци, а Јупитер се наоѓа исто тука во знакот Близнаци. Овие две планети, значи, се стојат меѓу себе спротивно. Значи, имаме исто така една опозиција. Секогаш кога имаме една опозиција, битна е една хармонизација на овие две енергии. Значи, не само тоа и не само тоа, него да најдеме една средина. Каде е средината? Тоа е најбитно нешто. Сега, во комуникацијата, како што реков, во информациите, затоа што Близнакот доста радо знал. Значи, они сакат информации да делат, да шират. А Јупитер све тоа го зголемува. Јупитер нив им дава, еве ви енергија, зголемете таа енергија, давајте информации.
Меѓутоа, што може тука да се случи со овој предизвик, со оваа квадратура со Нептун? Може да се случи да добиеме лажни информации. Тоа е поентата. Да добиеме лажни, невистински информации. Кои што може да не донесат каде што е полна месечина, каде што можеме да бидеме изнервирани. Значи, секогаш на една полна месечина, кога ќе имаме некој предизвик, што е потребно да се самите да се прислушнеме самите себе си, да комуницираме самите со себе си. Меркур тоа ќе го подржи, затоа што Меркур прави исто така добар тригон, добар аспект со Марс. Значи, Меркур ќе каже, почекај малку, поразговарај се самиот со себе, со својата душа. Што е точно со тоа што си го слушнал? Дали е тоа точно? Или е можеби лага? За да можеш да идеш во акција, да превземеш нешто. Дали е тоа битно? Да одиш одма во борба и да докажеш дека тоа не е така. Затоа потребно е да воспоставиме контакт со самите себе си, да разговараме самите со себе си и да се прашаме која е мојата лична вистина. Во што верувам јас? Дали е тоа моја вистина? Самите ќе си го добиете одговорот. Не ви е потребен ни астролог, ни некој на карти да ви гледа, или било кој. Затоа што ние сите во нас си го носиме и си ги носиме сите одговори на сите прашања што не се битни. Зашто ќе не можеме некогаш овие прашања да си ги одговориме? Затоа што сме константно во една стресна ситуација, во една ситуација на немање време, во една ситуација на многу информации, од каде што све и све што слушаме. И дали е тоа вистина? Значи, ако нешто ве изнервира, нешто случнете што не е ваша вистина, и сакате да се докажете со Марс, значи Марс сака да иде во акција, ама Марс е исто така една енергија актуално, иако е ретрограден, Марс молавот сака исто да иде, да ја докаже вистината, меѓутоа што е потребно? Почекајте малку. Не е сега тој момент. Прислушнете се самите себе си. Разговарајте се самите со себе си. Дали е тоа вистина што го слушнав? Или е можеби лага? Ако е тоа не е вистина, ќе можете после оваа месечина, кога значи Меркур ќе биде исто така ретрограден и кога вие самите ќе си го откриете тоа, кога ќе биде Меркур директен, значи он е стационарен, значи уште му треба доста малку време за да дојде до тој степен од кај што беше ретрограден. Битно е разговор со самите себе си. Да си го стопирате вашиот ум, кој што константно размислува и комуницира. Што е потребно? Па надвор движете се. Затоа што овие два знака се исто така променливи. Значи не можат овие два знака да стојат на исто место. Како можам да добием одговор на едно моје прашање? Овие два знака ми е потребно движење, надвор во природата. Движете се за да можете да го ослободите вашиот ум, да биде слободен, да воспостави контакт со вашето тело и со вашиот дух. Ете, драги мои пријатели, љубители на астрологијата, ако сте заинтересирани за една лична консултација, ќе можете слободно да ме контактирате. Испод ова видео ќе ви ги воспоставам сите мои податоци кои што се битни за да ме контактирате. Ви посакувам секое добро и до скоро. Чао!